Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во глава 6 од Евангелието според Јован е запишано чудото кога Исус нахрани над 5000 луѓе и проповедаше за лебот на животот. Тоа е еден од начините на кој Јован го представува Исус и неговите чуда. Прво пишува за самото чудо, а потоа за духовната вистина која се крие зад истото. Всушност, во некои делови од Евангелието, Јован ги нарекува знаци, а и при крајот од оваа книга ни ја дава причината зошто пишувал за тие конкретни чуда. Во Јован 20, 30 до 31 пишува: И многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божји, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Тоа е главната поента на оваа новозаветна книга. Да ни помогне да поверуваме во Исус Христос и преку вера во Него да добиеме вечен живот. Исус нахранува над 5000 луѓе и поучува за лебот на животот. Ке почнеме да ги читаме стиховите во кои е запишано чудото со лебовите и рибите и неговата проповед за лебот на животот. Стих 1. Потоа Исус отиде на другата страна од Галилејското море, наречено Тиверијатско. Главата започнува со зборот «потоа». Настаните кои се запишани во текстот кој е пред нас се случија после настаните кои се запишани во глава 5. Исус си отиде од градот Ерусалим и дојде на источната страна од реката Јордан. Го помина Галилејското море и најверојатно дојде на јужниот брег. Патем, овие настани се случија од прилика 6 месеци после настаните за кои читаме во глава 5. Станува збор за период од прилика 1 година, пред неговото распнување. Јован ни помага да ја разбереме хронологијата на настаните во животот на Исус, бидејќи спомнува празници, како и географски локации. Тој е оној кој дојде од небото. Словото стана тело и го постави својот шатор помеѓу нас. Додека беше на овој свет, тој се движеше покрај Галилејското море, во Кана, Назарет, Капернаум, Ерусалим, Десетоградието и слично. После се што се случи во глава 5, Исус отиде на другата страна од Галилејското море, наречено Тиверијатско. Во стих 4 пишува: И наближуваше јудејскиот празник Пасха. Исус беше во Галилеја, но како што пишува во стихот, се наближуваше празникот Пасха, што значи дека помеѓу настаните од глава 5 и глава 6 помина период од неколку месеци. Стих 2. И по него одеше многу народ, зашто ги гледаа чудата негови што ги вршеше над болните. Народот кој го следеше немаше спасоносна вера во него. Тие го следеа зашто им беше интересно и сакаа да ги видат неговите чуда. Ке се сетите дека во еден момент сакаа и да го направат цар. Зошто? Бидејќи им даваше да јадат и неговите поуки им беа интересни за слушање. Исус не сака да биде само цар на нашите стомаци, туку сака да владае со нашите срца и животи. Но, тој знаеше зошто толку многу народ го следеше. Сетете се на зборовите на Јован во 2.25. И немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Исус не и се доверуваше на толпата во Ерусалим и нема да и се довери на толпата во Галилеја, бидејќи ги знаеше нивните мотиви и интереси. Тој не дојде да им го даде тоа што тие го посакуваа. Ке го прочитам стих 3. А Исус отиде во гората и таму седеше со учениците своји. Иако во стихот пишува дека Исус беше на гората, сакам да знаете дека не станува збор за некоја голема планина. Всушност, во тој дел од земјата немало гори, туку само мали височини, така што најверојатно станува збор за некој рид. Ако одите на туристичко патување во таа област, водечот ќе ви покаже едно место за кое се верува дека е местото каде што Исус ги нахрани луѓето со чудото. Областа се наоѓа во близината на Капернаум. Слушнете што се случи откако Исус седна со неговите ученици. И наближуваше јудејскиот празник Пасха. Исус, пак, откако ги подигна очите, виде дека кон него иде многу народ и му рече на Филип: Откаде да купиме леб за да јадат овие? Филип беше еден од потивките ученици.
Господ Исус му поставува прашање зашто сака да го вклучи во чудото. Како што ќе забележите, со тек на време Филип и Андреј научија да соработуваат заедно. Слушнете го одговорот на Андреј во стиховите 8 и 9. Еден од учениците негови, Андреј, братот на Симон Петар, му рече: овде се наоѓа едно момче кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толку души? Андреј и Филип не беа зборлести. Повеќе сакаа да направат нешто конкретно, отколку да зборуваат и коментираат. Не се толку познати како некои други апостоли, но токму Андреј го донесе Симон Петар кај Господ. А кога некои од грците сакаа да се сретнат со Исус, тие дојдоа кај Филип и Андреј. Најверојатно тие двајца разговараа и се обидоа да најдат решение за проблемот. Исус, пак, откако ги подигна очите, виде дека кон него иде многу народ и му рече на Филип: откаде да купиме леб за да јадат овие? Мислите ли дека Исус побара совет од Филип? Не би рекол. Ако ги читате Евангелијата, ќе забележите дека Исус никогаш не бараше совет од луѓето. Има причина зошто му го постави ова прашање на Филип, но не е зашто не знаеше што да прави. А тоа го рече за да го искуша, зашто сам знаеше што ќе направи. Исус ја испитува неговата вера. Еве што одговори ученикот. Филип му одговори. Филип ја погледна толпата која беше пред нив. 5000 мажи, плюс жени и деца. Предпоставувам дека таму имало околу 15.000 луѓе. Тоа е навистина голема маса на народ, особено за тоа време. Кога Филип ги виде, воопшто не размислуваше дека може да се случи некакво чудо. Затоа почна да прави сметка. Неки им биде доволно леб за 200 денарии, па да добие секој од нив помалку. Зошто Филип вели дека нема да биде доволно ако се купи лепи за 200 денарии? Моje лично мислење е дека тој знаеше оти во тој период Исус и апостолите имаа толку пари на располагање. Како што знаете, Јуда беше благајникот и може би му кажал на Филип дека тоа е се што имаат. Кога Филип дозна каква е финансиската состојба и кога ги погледна илјадниците луѓе кои седат пред нив, тој одговори: дури да купиме леб за 200 денарии, пак нема да биде доволно за да ги нахраниме сите. Голем број историчари веруваат дека 1 денарий во времето на Исус имал вредност на еднодневна плата на обичен работник. То значи дека 200 денарии би биле околу 200 дневници за обичен работник. Со тие пари е невозможно да се нахранат над 5000 луѓе. Во другите евангелија пишува дека учениците го посоветуваа Исус и му кажаа да го распушти народот по дома. Но Господ Исус не бараше такво решение од нив, туку сакаше да ги поттикне да размислуваат на нешто не секојдневно и повозвишено. Затоа им рече: нема да ги испратиме луѓето по дома. Ќе ги организираме да седнат во групи и ќе им дадеме да јадат. Наместо да се ослободат од одговорноста, апостолите добија задача да организираат над 5000 луѓе да седнат по групи. Исус сакаше да им покаже дека се повикани да му служат на народот, а не само да кажуваат што треба да се направи. Патем, додека размислуваме за овие стихови, сакам да кажам нешто во врска со времето во кое живееме. Денес има многу луѓе кои сакаат да имаат високи позиции во црквата. Сакаат да кажуваат што треба да се прави и да наредуваат. Го коментираат проповедањето, а самите не се способни да проповедаат. Таквите немаат проникливост која ќе им помогне да бидат на високи позиции и при тоа да служат доблесно и богоугодно. Тоа што треба да го сватат е дека повикот за секој од нас не е да бараме добри позиции, туку да им служиме на луѓето и да сведочиме за нашиот Господ. Како и апостолите, и тие треба да научат да делат леп. Господ Исус го праша Филип што да прават. Филип му кажа дека буџетот со кој располагаат нема да е доволен да се нахранат сите овие луѓе. Од друга страна, Андреј, брат му на Петар, дојде кај Исус со една поинаква информација. Слушнете што му вели во стих 9. Овде се наоѓа едно момче кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толку души? Андреј шеташе низ толпата и ги прашуваше луѓето што имаат за јадење. Тој правеше анкета. Се разбира, не ги праша сите луѓе што имаат за јадење, бидејќи тоа ќе траеше долго време. Но меѓу тие кои беа во негова близина сретна младо момче,
кое со себе ги имаше тие 5 леба и 2 риби. Патем, лебовите во тоа време не биле со иста големина како денешните. Мислам дека отприлика биле со големина на денешните лепчиња за хамбургер. Може би момчето ги зело со себе со цел барем по 2 од нив да стави по една мала риба и така да ги јаде. Иако на другите им изгледало дека тоа што Андреј го вели не води никаде, сепак тоа што го кажува ни дава до знаење дека барем се обиде да најде некакво решение. Но и самиот тој вели, што е тоа за толку души? Слушнете ја реакцијата на Господ Исус. Исус рече, кажете им на луѓето да поседнат. А на тоа место имаше многу трева. Тогаш поседнаа луѓето на број околу 5000. Станува збор за толпа од околу 5000 мажи, плюс жени и деца. Ако предпоставиме дека секој маж со себе носеше по една жена и едно дете, тогаш ќе дојдеме до бројка од околу 15.000 луѓе. Може би веќе знаете, но Господ Исус ќе ја нахрани толпата. Колку луѓе и да имало тој ден, Исус ќе ги нахрани сите и дури ќе им останат неколку кошници храна. Неговите ученици имаа многу ограничени ресурси. Од една страна буџетот не им дозволуваше да купат храна за сите, а од друга страна храната што ја имаа на располагање не беше доволна за сите. Може би Господ Исус намерно ги стави учениците да се потрудат да најдат решение и да дојдат до заклучокот дека немаат доволно ресурси. Да беа одбор, апостолите ќе напишеа извештај за ситуацијата и ќе заклучеа дека не можат да го решат проблемот. Некој рекол дека одборите се групи луѓе кои сами не можат да направат ништо, а кога се заедно само одлучуваат дека ништо не може да се направи. Неретко се групи луѓе кои само трошат време во анализи и дискусии. Одборот на апостолите ќе донесеше заклучок дека со 200 денарии, 5 хлеба и 2 риби не може да се нахрани толку голема група луѓе. Но тоа што им недостасуваше во нивната математика, јас ова го нарекувам чудесна математика, е Исус. Ако го имаш Исус до себе, дури и да имаш само 5 леба и 2 риби, сепак имаш нешто многу големо. Со него, 5 леба и 2 риби се повеќе од доволни, а без него ништо нема да е доволно. Исус рече, кажете им на луѓето да седнат на земја. Луѓето седнаа и очекуваа да видат што ќе се случи. Марко пишува дека седнаа во групи од по 50 и 100 луѓе. Некој рекол дека луѓето можеби се групирале врз основа на областите и соседствата од кои доаѓале и потекнувале. Господ Исус сакаше да има ред и затоа им заповеда да седнат и им даде време да го сторат тоа. Можам само да замислам колку беше убава оваа гледка. Замислете пред себе да имате голема ливада на која околу 15.000 луѓе се седнати во групи од по 50 и 100. Исус ги зеде лебовите, заблагодари и им ги подаде на оние што поседнаа. Исто така и од рибите, кој колку сакаше. Потоа пишува, а кога се наситија, им рече на учениците своји, соберете ги останатите парчиња, за да не се загуби ништо. И од 5 јачменови лебови собраа и наполнија 12 кошници парчиња, што им преостанаа на оние што јадеа. Исус направи чудо и нахрани над 5000 луѓе. Ова навистина се случи. Никогаш нема да заборавам како еден професор на теолошки факултет го објасни ова чудо. Нема да ви се верува што кажа, но ќе ви споделам. Тој рече дека некое време предходно, учениците ги собирале овие лебови и риби и ги складирале во некоја локална пештера. Кога Исус им рекол на апостолите да му ги дадат лебовите и рибите, тие всушност ги извадиле од пештерата и скришно му ги давале на Исус, за да изгледа дека тој всушност ја умножува храната. Ова објаснување нема смисла, нели? Тоа е обид да се објасни надприродното со човечка логика. Сметам дека тоа објаснување бара поголема вера од нас, отколку она што е запишано во Евангелијата. Како можеле апостолите да складираат толку многу лебови? Во тоа време немало големи пекарници како денес, а и не можеле да складираат толку многу риби и тие да останат свежи за народот да може да ги јаде. Во текстот не пишува дека апостолите отидоа да ловат риби или да печат леб. Ова е навистина безсмислено објаснување и мислам дека не може да биде подалеку од вистината. Вистинското објаснување е дека во овие стихови читаме за вистинско чудо. Исус е Господ и затоа нема причина зошто да не може да направи вакво чудо.
5 леба и 2 риби се доволни ресурси кога се во неговите раце. Не само што беа доволни, туку беа и повеќе од доволни, зашто на крајот се собраа 12 кошници со остатоци. Но не станува збор за трошки и мали недоизедени парчиња лепи риба. Кога Јован пишува дека имаше 12 кошници остатоци, тоа значи дека тие беа полни со храна која воопшто не беше допрена од луѓето. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека толпата доби јадење колку што можеше и сакаше да изеде. Патем, во тоа време гладот бил сериозен проблем за голем број луѓе. Претпоставувам дека некои од оние кои беа дел од толпата тој ден се најадоа како никогаш претходно во животот. Покрај другото, учениците требаше да сватат дека кога Господ прави нешто, тој го прави како што треба и со изобилен благослов. Слушнете што пишува во стих 14. Луѓето, кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: "Ова е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот." Луѓето почнаа да го следат Исус зашто правеше чуда. Но Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат и да го фатат за да го прогласат за цар, се повлече сам во гората. Зошто Исус се повлече насамо? Некој ќе праша: "Зарем тој не е веќе цар?" Тогаш зошто не сакаше да го постават на таа позиција? Тој е навистина цар, но не сакаше луѓето да го постават на таква позиција заради тоа што тие сакаа да го прогласат за цар само зашто ги нахрани. Со други зборови, толпата размислуваше со стомакот, а не со срцето. На Исус му е важен ставот на нашето срце. Тој бара да му бидеме послушни. Тој ќе владее само врз оние кои живеат во послушност кон неговиот збор. На таквите ништо нема да им недостасува, бидејќи тој ќе се грижи за нивните потреби. Оние, врз чии живот Исус царува, се луѓе кои знаат дека е Господ и Спасител и го почитуваат како таков. Исус не сакаше да биде поставен за цар од страна на луѓе кои не знаат кој е тој навистина. Забележете што пишува во следните 3 стиха. А приквечер, учениците негови слегоа до морето, влегоа во кораб и тргнаа преку морето кон Капернаум. Морето пак се подигаше зашто дуваше силен ветар. Во овие стихови Јован опишува вистинска бура која може да има сериозни последици. Неколку часа претходно беа сведоци на чудото кое го направи Исус, кога нахрани голем број луѓе. Сега се наоѓаат во ситуација во која можат да ги изгубат своите животи. Слушнете што пишува во следниот стих. И кога беа поминали 25 до 30 стадии, го видоа Исус како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Зошто се уплашија? Зашто не знаеја за што станува збор. Ова е нешто кое не го виделе претходно во животот. Но тој им рече: "Јас сум, не плашете се." Тие сакаа да го примат во коработ и веднаш коработ пристигна до брегот каде што одеа. Истиот професор, кој даде објаснување за чудото преку кое Исус нахрани над 5000 луѓе, се обиде да го објасни ова чудо. Но безуспешно. Неговата логика беше дека Исус не одел по вода, туку одел на брегот од морето, а на учениците им се причинило дека оди по вода. Очигледно е дека текстот не го кажува тоа. Јован многу јасно пишува дека учениците пловеа веќе некое време, а Исус им се приближи одејќи по водата. Либералните теолози секој пат ќе се обидат да дадат некое објаснување за Исусовите чуда, кое нема речиси никаква допирна точка со тоа што е запишано од страна на очевидците. Причината зошто го прават тоа е оти сакаат да покажат дека чудата во Новиот Завет воопшто не се случиле, а со тоа сакаат да ја порекнат Исусовата божественост. Нивниот проблем е во тоа што немаат соодветно разбирање за Господ Исус и неговата љубов. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на Евангелието според Јован. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@
podcast@gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.